Ние во моментот кога преку медиумите дознавме дека владата заедно со Министерството за здравство носи нов ригорозен закон кој ќе стапи во сила од 1 март 2026, веднаш побаравме средба со владата и со Министерот за здравство, на кој што реално веднаш се не повикаа во владата, направивме заедничка конструктивна средба, на која што ние како комора и како гостители јасно порачавме дека сакаме да бидеме партнери и заеднички да го имплементираме законот и го поддржуваме носењето на овој закон преку неговата крајна цел, а тоа е заштита на јавното здравје на граѓаните. Меѓутоа, она што нас како сектор, како комора не секира и не плаши, е наглата и брза примена на ваков тип на закон. Ние се осврнавме на искуствата од многу западни развиени држави, како што се Канада, Соединетите американски држави, Франција, Италија, каде што вакви закони се имплементираат помеѓу 10 и 15 години. Ние многу добро знаеме дека една навика кај човек за да се смени е потребен малку поголем временски период, дека не може буквално за 2-3 месеци наеднаш околу 60-65% од нашето население се пушачи, веднаш да прекинат да пушат цигари и дека токму во нашите објекти во хорека сегментот ќе прекинат да пушат цигари. Ние апелиравме на тоа дека е потребна кампања, едукација, значи поголем временски период да им уочиме поготоа на младите дека цигарите се навистина штетни. Конкретно јас имам дете тинејџер, ја не би сакал ќерка ми да пуши. Меѓутоа не знам како ќе се одвива, а сега моментално е да речам мода меѓу младите 16, 17, 18 годишни, малку пред полнолетство се пушат цигари поприлично. Еве ние сме ивент индустрија, во нашите ресторани се организираат повеќето матурски прослави. Јас сум во директен контакт со председатели на генерации, председатели на класови и така натака. И у неформални муабети точно знам дека околу 70 до 80% од младината пуши цигари. Тоа значи дека владата според мене треба да се фокусира првенствено на кампања да им се трне таа навика уште од млади години. Мислам дека како земја гледано ретроактивно наназад, ние доцниме со вакви информативни и едукативни кампањи, поготово кон младата популација. Така. Побаравте некакви пролонгирања. Имате ли епилог? Што ќе се случува конкретно и какви би биле тие прилагодувања доколку се приведат? Ние побаравме така наречена фазна имплементација, односно да се имплементира законот во некој период од 3 години.